Следуваат кратки вести на Слободна ТВ. Во Брдо кај Крајн денеска ќе се одржи самитот на процесот Брдо Бриони, на кој ќе се разговара за состојбите на Западен Балкан. На самитот, според најавите, ќе учествуваат претседателите на Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија и Албанија, Зоран Милановиќ, Мило Ѓукановиќ, Стево Пендаровски и Бајрам Бегај. Членовите на претседателството на Босна и Херцеговина Шефик Џаферовиќ, Милорад Додик и Желјко Комшиć и претседателот на Косово Вјоса Османи. Домаќинот на самитот, словенечкиот претседател Борут Пахор, соопшти дека самитот на процесот на Бриони ќе биде можност да се разгледа актуелната состојба на Западен Балкан, да се повикаат членовите институциите на Европската Унија да го забрзаат процесот на проширување. Процесот Брдо Бриони е словенечко-хрватска иницијатива, започната во 2010 година со цел заекнување на меѓусебната соработка и регионалната соработка за побрза интеграција на Западен Балкан во Европската Унија. Иницијативата за референдум, поднесена од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, до собранието се очекува неделава да добие разрешница откако ќе биде примена од претседателот на Законодавниот дом Тало Џафери. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ја обвинуваат власта дека подготвува план за отфрлање на иницијативата за референдум, додека владеачката СДСМ нагласува дека иницијативата за референдум на Христијан Мицковски е против македонскиот јазик, прави штета на идентитетот, а е насочена директно против евроинтеграцијата на државата. Албанските партии се против референдумот, бидејќи според нив тоа ќе го забави евроинтеграцијскиот процес. Иницијативата е поднесена за законот за ратификација на договорот меѓу владата на Република Северна Македонија и владата на Република Бугарија. Украинските сили напредуваат на источниот фронт и според западните извори за само неколку дена успеале да вратат над 3000 километри територија под своја контрола. Руските сили продолжуваат да се повлекуваат од регионот на Харков, а украинските сили тврдат дека успеале да стигнат на само 48 километри од северната граница на Русија, а напредувањето во регионот на Харков продолжува и на југ и кон исток. Синоќа на целата територија на Украина беше објавена тревога од воздушен напад. Рускиот претседател Владимир Путин и неговиот француски колега Емануел Макрон разговараа за безбедносната ситуација во украинската нуклеарна централа Запорожје, соопшти Кремљ. Во телефонскиот разговор двајцата лидери изразиле подготвеност за аполитична интеракција со учество на Меѓународната агенција за атомска енергија. Се вели во соопштението објавено на веб страницата на Кремљ. На тема Запорожје, претходно Макрон разговараше и со украинскиот претседател Зеленски, оценувајќи дека ситуацијата во нуклеарната централа во Запорожје е уште многу загрижувачка, соопшти Елисејската палата. Русија и Украина меѓусебно се обвинуваат за ракетирање на централата, ризикувајќи нуклеарна катастрофа. Повеќе илјади граѓани и свештеници се собраа синоќа на протестниот митинг Литии за спас на Србија пред зградата на Патриаршијата на Српската православна црква во Белград, откаде започнаа протестна прошетка која заврши пред храмот Свети Сава, каде патриархот Порфири одржа сенародна молитва за светоста на бракот и фамилијата. На собирот беше истакнато дека целта на поворката е да се спречи одржувањето на манифестацијата Европрајд со порака дека ќе се соберат истиот ден доколку во рамките на манифестацијата Европрајд, закажана за 17 септември, се одржи прошетка и доколку српската полиција не го дозволи шетањето. Тие побараа забрана за промоција на хомосексуалноста, транссексуалната идеологија кај малолетниците, како и повлекување на веќе донесените закони и забрана за усвојување на сите други закони кои удираат врз христијанските и семејните вредности. Под мотото "Се враќаме на победа, независност", вчера десетици илјади каталонци протестираа на улиците на Барселона барајки независност од Шпанија. Според организаторот на протестот, сепаратистичкото движење на граѓани вчера протестирале околу 400.000 луѓе, додека според полицијата 108.000 лица. Пред пандемијата на ваквите протести учествуваа повеќе од 1 милион луѓе. Можно е помал број на луѓе да се појавиле поради споровите кои ги има во сепаратистичкото движење. Левичарската партија РЦ најави дека е подготвена да преговара со владата во Мадрид, додека партијата ЈУНЦ, која инсистира на отцепување, одбива да преговара со владата во Мадрид. Синоптичарите за денеска прогнозираат променливо облачно време со температура до 28 степени. Во Скопје умерено облачно време, во попладневните часови претежно сончево со температура до 25 степени. Следниот информативен појас на Слободна ТВ е во 11 часот. Дотогаш следете slobodnpečat.mk.